Добро вечер за оние кои се подготвени за така наречениот наш граѓански форум. Пред воопшто да влеземе во контактите меѓу вас, нашата телевизија и граѓаните кои ја следат, да кажем два-три збора. Трет ден изминува од следувањето на впечатоците од смената во председателската вила. Иванов замина, Пендаровски се всели. Респект кон новиот шеф на државата и македонската приказна за автентично добрососедство покажа токму државниците од соседните држави со присуството на номинацијата и инаугурацијата на Пендаровски, со доаѓањето на председателите на шефовите на државите и грчкиот министар за надворешни работи. Но, и јас сакам да се приклучам кон критичкото мислење кое не заколува во балканската реторика и ментален склоп која се работи за иновации во така наречениот државнички протокол. Ако за спикерот Џафери во формална смисла тоа не било дозволено, имено да присуствуваат ривалите во председателската трка, професорката Давкова и професорот Река, тогаш со една поголема умешност од самиот Пендаровски, од неговиот промотивен тим, можеше да се изведе добар зафат со негова лична покана до ривалите во рамките на промоцијата на новата политика за политичко помирување. Таа шанса на одреден начин е испуштена, но тоа само по себе не зборува и за пропагањето на идејата за така наречено политичко помирување. Тоа што јас го паметам во мојата долгогодишна новинарска кариера, прашањето на националното помирување, на партиското и политичкото обединување е вечна дежаву тема од 1991 година и од самостојност. Оно што тоа ќе го направи, ќе биде веројатно новиот рицар на македонската демократска реалност. Толку за изборот на Пендаровски и за мојот личен став кон овој чин. За да си го подкрепам становиштето, дека се уште сме во вдолницата на балканската траума, ќе потсетам за некои светски европски вредности. Хелмут Кол, обединителот на двете Германии, на промоцијата на големиот митинг во Берлин, покрај себе го имаше Вили Брандт, неговиот партиски соперник од социјалдемократите, но и човекот кој е креатор на така наречената источна политика на Германија. Но да не одиме толку далеко. Трамп на инаугурацијата во Вашингтон, покрај себе ги имаше Обама, председателот што замина, но и Клинтоновци, Хилари Клинтон, која му беше против кандидат во председателската трка. Тоа се некои вредности кои протоколарно многу значат, визуелно освојуваат, а ние мислам дека понекогаш мораме да учиме какви пораки и кон кого праќаме. Сега, поштувани гледачи, може би со овој мој став и со моја критичко размислување ќе ве испровоцира. Но, за да не влеземе во вжештеноста на оваа тема, иако не ја заобиколувам како можност за диалог, сакам да ви понудам едно историско документаристичко верју за тоа што е Дрисла и какво значење има депонијата во Скопје, која по својата организираност припаѓа кон добрите фирми и депонии кои се организирано создадени во Македонија. Според СКОП, една нивна истражувачка екипа и бараше многу детаљи каде и кој е заинтересиран за Дрисла. Дојде и до сознание дека познат балкански тајкун сака да управува и со отпадот во оваа скопска и македонска депонија. Затоа ви предлагам најпрви
да видиме ова телевизиска сторија на истражувачката екипа на СКУП, а потоа можеме да разговараме и за двете теми. За која ќе се определите, оставам на вас. Најпрви 10-минутниот документаристички приказ за идната можна судбина на Дрисла. Денеска дадов налог до градската администрација да ја започне постапката за превземање на владението и управување на Дрисла од страна на градот Скопје се до завршувањето на постапката на носењето на нова одлука за новиот концесионер. Доколку се оди по резултатите од тендерот во 2012 година, второ рангиран во тој момент беше германскиот конзорциум Шолц. Со голем интерес го следев конкурсот за издавањето на Дрисла под закуп на долги години и кога имаше конкуренција меѓу Шолце, кој што за мене беше многу позната фирма во Германија и апсолутно ја не би се размислила ниту еден секунд би го дал они да го работат. И се појави една италијанска фирма која што се покажа дека од самата италијанска амбасада потврдија дека апсолутно тоа се не заверба партнери. И денеска во случајов имаме Дрисла малтене во иста состојба во кој што не е внесено ништо ново. Имаме намера во Дрисла да ставиме посебен погон за медицински отпад, бидејќи тој може да биде мощно опасен, заразен по здравето на луѓето. Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија стапи во контакт со Шолц, но оттаму само кратко ни одговорија. Шолц Холдинг за жал не може да одговори на вашето барање. Холдингот не е запознат со моменталната состојба на Дрисла и ниту еден од нашите делови не работи во тој регион. Во 2013 година холдингот имаше 3% учество во друг конзорциум што учествуваше на тендерот за управување со Дрисла. Нашиот конзорциум го загуби тендерот и така нашиот холдинг не започна со операции во регионот, се наведува во одговорот на германците за депонијата Дрисла. Дополнителни проблеми има компанијата бидејќи во меѓувреме ја застапували адвокати за кои италијаните сметаат дека им истекло нивното полномоштво. Овој мејл на виделина покажа многу мала заинтересираност на германците за управување со депонијата. Дел од конзорциумот, како што објави Investing Reporting Lab, е хрватот Петар Припус. Припус е роден во 1954 година во Ричице, Далмација. Од 1985 година се вработува во фирма за отпад, а во 1990 година основа своја компанија. Од 1994 година станува партнер на Шолц, која е втора по големина компанија во светот која се занимава со собирање на метален отпад. Во Хрватска за него се зборува дека е крал на отпадот. Тој, според хрватските медиуми, има бизниси на подрачјето на поранешна Југославија со исклучок само на Македонија. Некои новинари во Хрватска го нарекуваат тајкунот од отпад. Од 2005 до 2009 година, преку неговите компании за отпад, имал приход од околу 300 милиони евра. За Припус и за неговото семејство се плетат многу афери. Припус е близок пријател на градоначалникот на Загреб Милан Бандич. Припус соработува со Бандич со неговата компанија C за R.
Ускок го следи неколку години. Во октомври 2014 година му поднесува кривична пријава и го апси како дел од аферата Аграм заради наплатени, а не извршени работи. Имено, тој има договор со градот Загреб да го чисти крупниот отпад од градот во вредност од 7 милиони куни или милион евра без тендер. Тогаш ЦЗР, фирмата на Припус, издава фактури до град Загреб дека извршила услуги во вредност од 4 милиони куни или околу 500.000 евра. Ускок се сомнева дека такви услуги воопшто се извршени, затоа и го апси Припус. Следниот скандал со хрватските органи на прогонот и Петар Припус е во 2017 година. Хрватскиот уред за борба против корупција Ускок поднесува пријава за злосторничко здружување на Петар Припус и уште 12 други лица. Тие се товарат за извлекување на околу 15 милиони евра од двете фирми на Припус, ЦЗР и рециклажно двориште. Во оваа афера паѓа и неговиот син Анте, кој исто така е обвинет за издавање на фиктивни фактури. Овој пат Припус се спасува од притвор бидејќи само 6 часа пред да влезат истражните органи кај него, тој оди во болница и останува таму цела ноќ. Тој подоцна остава гаранција и не оди во притвор. Интересно е што истиот потек го прави и градоначалникот на Загреб Милан Бандич само неколку дена пред Петар Припус. Во интервју за Скуп, дадено пред 2 години, Драги Дачевски рече дека бизнисот со отпад е многу вносен. За него не е ни чудно што мафијата е заинтересирана бидејќи концесионерството во Дрисла и од порано се поврзуваше со некои мафијашки организации од Италија. Се зборува дека отпадот во други држави го раководат, го стопанисуваат со отпадот мафија и така натака. Во оваа дејност репроматеријал е отпадот. Значи, за отпадот, за репроматеријалот обично секој кој што работи со нешто, а произведува нешто, за репроматеријал плаќа. Овде, единствено во оваа дејност, репроматеријалот ви го носат и ви плаќаат за тоа. Така да ова е, изгледа, многу уносен бизнис. И овој бизнис го работат големи корпорации кои што не е исклучено да имаат и овакви, да кажеме, линии кои што ги спомнавте, кои што се спомнуваат во написот во Италија, да кажеме. Така да ова е доста уносен бизнис, меѓутоа кој знае да работи со него. Ристо Пенов, поранешен градоначалник на Скопје, смета дека тешко ќе обстојува било кој со вакви ниски цени на собирање на комуналниот отпад. Ѓубрето е покритие за некакви државни или граѓански пари кои што таму треба да се слеат и кои на други начин треба да се извлекуваат. И додека ние се уште се расправаме кој да дојде и да управува со Дрисла, Љубљана веќе изгради модерен центар за управување со отпад. Интересно е што тој центар започнува да се прави по 2010 година, во исто време кога ние размислуваме за давање на Дрисла под концесија. За центарот во Љубљана, тогаш интерес покажува и хрватскиот тајкун Петар Припус, истиот тој кој може да биде и следен концесионер на Дрисла, но Љубљана има друга визија за развојот на овој центар. Ова е центарот за управување со отпад во Љубљана. Модерно здание во кое се вложени 160 милиони евра, од кои половината се од Европскиот кохезионен фонд. Направен е модерен објект кој го рециклира 97% од отпадот, а само 3% завршува на депонијата. Со изградба започнува во 2009 година, а првите количини на отпад ги прима во 2011. За разлика од Љубљана, која започна и изврши една голема модернизација на системот за управување со отпад, на 14 километри воздушна линија од центарот на Скопје се наоѓа најголемата депонија во Европа, Дрисла. Капацитетот на Дрисла е 26 милиони кубни метри отпад.
За разлика од Љубљана, Скопје имало визија за депонирање на сметот уште пред 20 години, кога е и пуштена Дрисла. Но откако депонијата е пуштена, така за неа времето застанало. Нема инвестиции, нема развој. 100% од отпадот завршува на Дрисла, наместо да се рециклира како во Љубљана, каде што 97% од отпадот оди како суровина, а само 3% завршува на депонијата. Тоа беше документаристичката историја на скуп посветена на скопската депонија Дрисла и евентуалните играри кои натаму беа презел. Во секој случај, како што при најавата реков, отпадот и екодепониите се еден од највносните бизниси дури и на некои од светските мафии. Дали Македонија влегува во канџите на екобизнисите со непремостливи тешкоти како да се заштити човековата околина, особено од опасниот отпад. Поштовани гледачи, дали државата е екодепонија? Ми се чинеше најприкладно прашање за провокација после овој телевизиски приказ. И јас верувам дека тоа би можело да ве заинтересира за да излеземе од канџите на политичката реторика која се уште не обзема и по изборот на новиот председател на Северна Македонија Стево Пендаровски. Но јас сум подготвен да ги слушам вашите гледишта и за двете теми и му велам добро вечер на нашиот прв соговорник. Добро вечер. Ало? Ало? Добро вечер. Честитки, викам, честитам, добро вечер. Добро вечер, благодарам. Затоа што таа напорната ваша работа конечно роди со плод. Сега имаме ние буквално едноумие. Не разбирате, нели? Ајде да се вратиме прво на Дрисла. Имавте три добри теми до сега. Ја ве пратам прво за руралниот развој, па потоа имавте за младите невработени, еве денеска и за Дрисла. Ајде да почнеме за руралниот развој. За руралниот развој не треба да се секираме воопшто. Затоа што со самото почнување на преговорите, ние ќе мораме да вработиме работници, а тие работници се знае кај се, моментално се во Германија. И еден од условите ќе биде, сакате Европска Унија, дајте да поделиме квоти. Така да тој проблем со руралниот развој ќе се реши. А што се однесува до младите, тоа истото е прво е решен веќе, нели? Сега се иселуваат младите масовно, ќе поработат, ќе поднаучат и може да се вратат назад, да отворат тука некои бизниси, што јас не верувам. А што се однесува до Дрисла, знаете што? Вие сами рековте, мафијата во цел свет работи со отпадот. Баш ради тоа што кажа господинот, дека добиваме репроматеријал без пари. Мафијата кај нас е присутна уште со осамостојувањето, во оваква или онаква форма. И не е ни чудо што се случува со Дрисла, тоа нека не насекира Љубљана, Словенија. Тоа е мислење менка минатиот пат, ви реков, 30 години, беа 10 години, сега се 30 години пред нас. Сега сакам да ви кажам едно посебно искажување на вака почит према вас, бидејќи еден мој пријател вика, зошто му се јаваш на Чомовски, Чом е вика голем манипулант. А ја му викам, не, Чом не е манипулант, Чом е манипулатор. Манипулант може да биде секој, а манипулатор може да биде само интелигентен човек. Значи, вие така интелигентно избегнавте дискусијата во четвртокот пред изборите председателски. Интелигентно. Ја уведовте темата за рурален развој. Исто така многу интелигентно избегнавте темата во вторникот, после изборот на председателот,
уведохте друга тема. Еве денеска пробавте малку да земете од времето, не е страшно. Ние, господине Чомовски, избравме председател кој што покажа невидена слабост во однос на својот конкурент, професорката Сјелјановска. Тој човек беше уплашен на сите 8 ТВ дуели. Ја не знам зошто се плашеше. Јас ви кажам дека Чомовски ќе биде Пендаровски избран по секоја цена. А он толку се однесуваше некултурно, толку непристојно према, пазите, Сјелјановска за него. Па тој е мислена именка од интелектуалец. А за него не секам да завлегувам. Али спрема дуелите, па тој човек требаше да знае да биде пред се джентлмен. Се да прима со насмевка, се да сврти на шега. Неговата работа беше договорена. И што сега се? И сега ние тој председател кој што вика вашиот комендант. Го имате. Сега, ајде да го заборавиме. Што е тоа? Сега, господине Чомовски, зар не ви е срам? Толку труд потрошивте, толку интелект потрошивте. И дојде Зајко Заев сите, да ми простите, да не кажам што да ви направи. Да не дојде на инаугурацијата на неговиот председател кој што вели јас сум 102,5% Заев. Па има ли поголема срамота за оваа Македонија? Ја цело време, 4 години тврдам, дека Заев е најголемата срамота што и се случува на Македонија, а татко ми мој Бог да го прости велеше, кога тогаш човекот ќе се издаде каков е, може да прави лице колку сака, ама ќе се издаде. Ете го човекот отиде да се одмара. А бираме прв председател на Северна Македонија. Па има ли, ги пофаливте, дојдоа Вучич, дојдоа сите, па тие, значи, знаеа дека овој нема да дојде, им беше кажано, дојдете вие, да не биде срамотата уште поголема. А Заев е више мислена именка. Кај ќе ви биде срамот кога него ќе го снема за 6 до 8 месеци? Он мора да си оди. Нема друг избор за него. Срамота. Премиер на влада не му доаѓа на председател што он повеќе од него се ангажираше да биде избран. Добро, ви благодарам. Прилично исцрпна рецензија, што се однесува до тоа кај ќе ми биде крајот. Таков тип на закани 30 години примам и покрај тоа што вакви виспрени анализи како вас ги допуштам и со право, бидејќи ова граѓански форум, јас знам кај ќе ми биде крајот. Прашањето е каде вам би бил крајот ако мислите дека требаше да биде друг избран на највисоката државничка функција во Македонија. Ако сте на линија, можете да ми одговорите дури. Добро, за жал не. Добро вечер. Ја, во емисијата. Поздрав до емисијата. Од кај да почнам? Ај ке почнеме со 3 дни назад. Вака, значи тоа што го правиле словенците вечно биле пред нас, за жал, од кој што треба да учиме многу работи, меѓу кои и за конкретно за типот на отпад како што го прават словенците. Мислам дека има сила оваа влада тоа да го покрене градот и да се направи. А што се однесува за председателот, нека му е со среќа, нов председател, вајда ќе се покаже подобар од минатите, ќе покаже времето, би му предложил нешто, пошто многу голема галама се крева околу бенефитите што ги имат после мандатот, па може да потегне да се скратат бенефитите после неговото владење. Пошто оние бенефити што ги добиваат за една наша млада и сиромашна држава, малце се претерани. Не викам дека не заслужуваат и повеќе, за било кој од председателите. Меѓутоа сепак малце нешто е тоа претерано, така да може бенефитите после мандатот малце да бидат скратени. Конкретно да почне самиот од себе и за другите председатели понатаму. Од мене е толку, благодарам. Пријатно. Благодарам. Добро вечер. Прво да ви честитам, јас не сум гледала цела недела, поранешната недела, кога беше избори. Искрена да бидам, гледав готвење 24 кујна, само да ги избегнам сите тие
napadi, dueli, ko je kriv, koji kogo će pobedi, koji kogo će napravi, koji što napravil. Da sam znala, ne uključila ni вашата телевизија, да знаев дека ќе бидат обични лайт теми, кои се многу битни за човечкото живење, би одавам почет сега слушнав. Значи, браво. Сега, конкретно, да председателот, пошто ја гледавме инаугурацијата, му да почет. Се уште не очекувам дека ќе биде во нашава држава се уште едно политичко разбирање. Веќе ние веќе си споделивме, ние сме поделени и треба генерации да поминат. Ако кажам нешто против ВМРО, испаѓа воопшто дека сум или за Србија или за Грција. Ако мислам нешто за Србија, или ако кажам Добро, нешто... одлично. Ајде да не кажуваме за ВМРО, да кажеме тоа што другото ни лежи, а е врзано за темиве. Вака, значи, председателот ја направи огромната грешка. И се надевам, барем, дека ќе почне, значи он можеше да ги покани. Во таа смисла сакам да кажам. Можеше конкретно да го покани Река и да ја покани господја Селјановска, да ги покани како негови лични гости. Се надевам дека сепак има искуство и дека ќе може таа работа да ја заврши и дека ќе може на крајата криштат и да се консултира со нив. И тоа луѓето да го видат што е многу добро. Па и не мора ни да го видат. Ипак би било популизам. Сега да се вратиме на екодепонијеве, која е многу подобра тема. Ние како луѓе не сме еколошки дисциплинирани. Мене, кога сум наглас и кога сакам да отидам во супермаркет, ќе собирам старите батерии со мене, знам дека има такви едни големи за батерии фрлање, за да ги фрлам батериите или правиш еколошки. Се раздвојува пластиката од не знам што. Ние го немаме тоа чувство. А дека е огромен тој бизнес е извонреден. Сега, дали ќе може воопшто нашава држава, нашава власт да ги одмине тие криминални дејанија кои се врзани со отпадот и да се врзат со некоја фирма која навистина би можела да произведува, да прави суровини нормално. Со рециклирање, тоа би било изворедно. Навистина, огромна е дрисла и не знам што понатаму би можело да се случува. Мора да се отворат дрисли и дрисли. Мора многу работи да се променат. Али лека по лека да тргнеме. И фантастична ви е. Знаете што? Дрисла е само еден од проектите. Тоа е тоа. Македонија мака мачи да направи 8 регионални депонии. До таа степен и оди примитивизмот на локалните пресметки, што во едно село не даваат заради патот, во друг крај, затоа што од соседното градче или општина ќе се складира отпадот. Мислам дека сме ние на рамништето на едно сериозно цивилизацијско назадување. Интелектуалци полјопривредног типа би рекли сарди. Добро, ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Пријатно. Пријатно. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Трпелив, не сакам да искажувам став кој може да ве провоцира. Темите ви ги наброев како мој став личен и како реакција на телевизиска историја на скуп, посветена на Дрисла, се разбира. И некако се работи за депониите. Јас уште едно сознание кое го носам при престојот во Германија. Тоа е вечна битка меѓу граѓанскиот сектор и екологистите. Ало. Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Почитувам се вас. Секоја чест за вашата емисија и за вашето водење на емисијата. Драго ми е што ве слушам вас
ali mnogo mi je teško što ne možem da podnesam nekoj od ova naša makedonska populacija, od nekoj građani. Jaka bi duša, kako bi počuštuvate ovdje, kako gi trpite ovdje nezgodni more od nekoj su građani. Znači, tije ljudi nema ni trunka čovječstva svojata glava. Ja ova spomenuvam za gledača koji se javi. To tije takvi lični navredi prema vas. Znači, to je za mene... Ostavite gi tije ubeduvanje, ne gi komentirajte. Povedете. Što se odnesува do predsjedателя. И на прошлата емисија се јави. Едно ќе ви кажам. Ние избравме председател, човек на место стварно, значи кој ќе знае да ја умее и да ја води државата напред, а некои го споредуваат како, не знам, кого не покални, како што не покални. Тоа си е негова лична работа. Значи, детето нема никакви проблеми. Детето е, значи, добро обучено, добро образовано, доработувало во кабинети со господинот покојни Трајковски, со покојниот Глигоров. Значи, срамота голема што наоѓат се створат само некои кавги проблеми. Не, прават голема грешка. Имаме дете, значи, кое ќе не води државата од моја гледна точка. Супер! И нека му е со среќа. Добро, ви благодарам многу. 22:47, колку да ја подсетам дека емисијава или овој граѓански форум трае до околу 23 часот. Јас сум подготвен да ги изслушам и следните наши гледачи. Добро вечер. Добро вечер. А можем и да молчам, устари. Има една стара мудрост, вели, дозволите некојаш и тишината да зборува. Режија, ќе ми вклучите телефон или да се исклучам јас? Добро вечер. Ало, добро вечер. Ало. Да, повелете. Дали јас сум на линија? Точно вие сте на линија. Добро вечер. Да. Малку ме испровоцирасте со темата за председателот Пендаровски. Знаев. Особено за можноста за поканата на личности од кај нас. Значи, јас поинако би го поставила прашањето. Против кандидатите на господинот Пендаровски, зашто не му честитале победата? Прво, но не го поврзувам тоа со второто. Мислам, не сум сигурна, дека господинот Пендаровски и самиот бил гостин во парламентот на самата инаугурација. Колку бил во можност да кани внатрешни најаши партиски личности, јас не сум сигурна дека имал таква можност, бидејќи дента и самиот бил гостин требаше да даде заклетва. Сега, откако е председател, може да си покани кого сака во билата наводно. Јас мислам дека немал таква можност господинот Пендаровски, а вас да ве прашам лично, господине Челновски, да сте на местото на господинот Пендаровски, победивте, нити би честитале, ве напаѓа цело. Дали би поканиле вие? Дали би ги поканиле, например? Знаете што, јас ги спомнав двата светски случаи, предполагам, уште нешка треба да подсетам. Не, јас го слушнав тоа, меѓутоа... Хелмут Кол го покрај себе го повика Вили Брандт. Вечите ривали меѓу демохристијаните и социјалдемократите. И на крајот на криштата, пола свет не го сака Трамп, но Трамп, кој инаку и неговиот тим кој ја спроведува инаугурацијата, покрај себе, барем тоа го гледавте, ги имаше и Обама и Клинтон. Немам ништо против јас тоа и да... Меѓутоа, мислам дека нема таква можност господинот Пендаровски да кани. Кој ви вика тоа? Не сум сигурна, јас не го знам протоколот. Ако одиме по таквата формална логика
на спикерот Џафери, веројатно ќе останеме на ова рамниште. А јас се прашувам што ако Пендаровски упатеше лична покана до Река и до Давкова и за тоа го информираше спикерот, како што составен дел беше на инаугурацијата неговото семејство. Мислите дека Џаферик имаше храброст да каже не може да дојдат Давкова и Река? Не, јас мислам дека господинот Река би дошол, а Давкова немаше да дојде. Ама и тоа е гест. Но вие морате да направите гест, ако вашата филозофија е некакво политичко помирување. Во секој случај гест ќе беше и да му се честита победата апсолутно европски, професорски од госпоѓата Гога. Имајте пријатна вечер. Да, добро, не се нервирате ако мислиме различно. Јас уважувам тоа дека Давкова и тоа уште вечерта го кажав дека немаше елементарна да речем политичка култура да го признае поразот. Туку поразот се обиде да го претвори во националистичка победа дека победила меѓу македонците. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Во емисија сме? Да, во емисија. Добро вечер. Да. Добро вечер. Кажете, колку сте? Вие сте сам? До сите гледачи кои гледаат емисијата. Ја гледам цело време и ги слушам претходните договорници. Председателот Пендаровски нека му е честито и со среќа нека води земјата во насока на една современа европска држава, но со самиот песна при изборот, прво најголемата грешка што ја направи, се обрати само на македонски и на албански, ги поздрави само албанците, додека ги запостави влаците, турците, србите, бошњаци, другите. Ако биде председател на сите, јас верувам дека сите тие етнички заедници повеќе гласови му дадоа отколку албанците што му дадоа за неговиот избор. И до кога ние ќе одиме така партиски да ги избираме нашите председатели? А ќе вика, од друга страна, вика дека ќе биде председател на сите граѓани во Република Македонија, што не се обрати на влашки, не само на албански, да ги поздрави албанците. И тие прават двонационална држава, бинато самите луѓе кои водат државата. Не верувам дека во Македонија со вакви председатели дека ќе одиме во насока на европските вредности. Во друго нешто што цело време размислувам лично, јас моје убедување е тоа, како оваа земја ќе оди напред и ние избираме председател кога првиот вика е да му се честите. Сигурно дека опозицијата ако не беше опозицијата, не можехме ние да избереме председател. Значи опозицијата бе на поставените цели и задачи кои ги има пред нив, вистина многу сериозно и конструктивно постапија во изборот, отидоа на избори, значи независно еден мора да изгуби, меѓутоа покажавме зрелост пред европската заедница, пошто можеме да избереме председател. Да, и јас се согласувам со вас. Особено околу обраќањето на излегувањето од матрицата на Фаји Мендери и Благодара. Веројатно, барем можеше да продолжи и понатаму со благодарност. Другите етнички заедници можеше тоа да го каже. Затоа што верувајте дека ако ги земеме властите во Република Македонија, бошњаците, турците, ромите, пошто видите сега, од таа страна за Пендаровски имаше 31 политичка партија со 3 албански партии кои ќе ги видите гласовите, значи нешто не е во ред. А од друга страна, во македонските средини 90% македонското население, тука ги верувам дека кога зборувам за македонското население, надзор од албанците, сега победата е на страна на професорката Стилјановска. И како ние сега, од друга страна, вика ние ќе бидеме, јас ќе идам подеднаков за сите. Добро, само да ви кажеме на работа. Ја допуштам критички експликации, сосема јасно, но немојте се паушали. Од типот 90% тие што гласаа кај македонците се за. Не зборам не 90%, да не се разбереме погрешно.
Господин Чомовски, видите сега. Еве, Го слушам. не се работи за 90%, например, само македонци дека гласали, гласали и другите. А тој ги поздравува само албанците на... Како ти... Добро, таа тема ја завршим. Уште нешто имате ли? Имам уште нешто. Ајде. Во насока на таа, мораше да им се даде признание на опозицијата. Еве, во насока на тоа, за да ние продолжиме понатака, председателот нека ја повика да има, ако треба на 15 дена, средби со опозицијата, како нормално. Не може еден Мицковски да не го поканат, кој е лидер на најголема опозициона партија, кој што може да му направи за 3 месеци, 4 на улица да извади у секој време 300.000, да имаме немири у Македонија и ќе имаме предвременни избори. Чекај да ве молам, Тоа ние мораме да одиме малце совесно. Немојте со такви памфлетски закани. Не. Ве молам, значи нема, Македонија е доволно зрела, граѓаните без оглед за кого се определија, покажа исклучителен сенс. Не поминуваа такви воинствени закани 300.000, 500.000 и така. Па како сега, вие велите 300.000 ќе извади на улици. Кој 300.000? Како? Добро. Опозицијата. Како ќе ги извади 300.000? Како многу лесно кој сака? Како? Објаснете ми како. На многу едноставен. Каже, баш сакам да чуем што би му сугерирали на Мицковски како да извади 300.000. Да, народот во сите со целата ова економска политика што ја води владата, народот е незадоволен. Добро. Одма ќе ви кажам, со сите реформи што ги нудеше оваа владата, ама нема ништо од реформите. Добро. На економски план сме капут. Капитулација тотална. Немаат една лопата ставено по Македонија, сите градоначалници немаат 3 лопати ставено по улиците. Незадоволни се нивните членови, а не да зборам опозиција. И затоа ви велам, треба да се работи за да бидеме сите подеднако, да работиме, да интегрираме земјата во Европската унија, само заедно. Ако се поделиме вака како што во моментот поделено општеството, тешко нас ќе биде. Ама многу сте ми нејасен, мора да ви кажам. Сега еднаш ни се заканувате 300.000 ќе извадите. Од друга страна велите дека треба сега сите заедно да работиме. Па нормално. Да. Па нормално треба да се, па тоа зборам, тоа да стигне до увото на претседателот да ги викне опозицијата. Добро, малце да се вратиме на колосекот. Да не забораваме дека со опозицијата се расправа позицијата. Значи, тој диалог треба да почне меѓу Заев и Мицковски, а шефот на државата може да биде еден од можните медиатори за некакви стратешки цели и позиции на македонската надворешна политика. Добро вечер за следниот гледач и мислам дека тоа би било последното вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Пред да кажам добра ви ноќ, последниот наш гледач. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав за тебе, Чомовски, поздрав и за телевизијата и гледачите. Па видите, како и што очекува, довиште добар председател, дека му е со среќа и се надевам дека ќе не однесе таму кај што заслужуваме, кај што треба да бидеме. Што се однесува до овие, и ја како не би ги поканил, не би го поканил ни Мицковски, не би ја поканил ни Давкова, па не би го поканил ни Река, иако човекот се залагаше за евроатлантски интеграции за своите гласаки што гласаа за него. Значи, човекот како они што се однесува према него, така и он треба да се однесува према нив. Зато би ги поканил он, зашто а и ова што претходниот рече, дека поздравил само на македонски и на албански, па ништо страшно. Другите, тоа сте два официјални јазика во Македонија, иако не сум албанец. Значи, тие два официјални јазика во Република Македонија, ние другите
што не сме македонци, го разбираме добро македонскиот јазик, така да убаво разбравте све. Целата поента што беше, така да јас лично, ете, не сум ни македонец, ни албанец, не се љутам и убаво што поздрави на двата јазика, пошто и албанците има доста, што власта не има, него сигурно преку 100.000. Така да не треба никој да се наоѓа, мислам, увреден или повреден што не гласал, што не поздрави сега на 10 јазици во Република Македонија, през Република Северна Македонија. Едно сакам уште само да кажам, едва и чекав онаа карикатура 10 години што не водеше да се тргне од екраните на сите телевизии. Така сега со задоволство кога го гледам новиот председателски и се гордеам со него. Поздрав до вас, убава вечер да имате. Благодарам многу. Поштовани гледачи, една тема мислам дека ми ја вметнавте во нотесот на можни и идни диалози. Тоа се бенефициите. Бенефициите на довчерашните председатели. Но јас тоа денеска го реков, нам ни недостига и една реална политичка скромност. Може би е тоа тема од социолошки, политички, па и културолошки и цивилизацијски аспект за диалог со вас. Во некоја прилика ќе ви ја наметнам, ќе ви ја понудам оваа тема за заедничко размислување. Поштовани гледачи, од мене толку, од нашата телевизија уште еден термин за диалог со вас. Се надевам дека и во четврток ќе се чуеме, и во четврток ќе дебатираме, ќе видиме што ќе биде доминантна тема во деновите што ќе бидат поминати. Пријатна вечер од мене и погледајте го прегледот на последните вести.